Републичкиот судски совет и Советот на јавни обвинители се символ на нестручност, непотизам, партизација. Наместо да загребат во суштината на проблемите во правосудниот систем, членовите на овие највисоки судски инстанции уживаат во својот комфор, додека граѓаните се чувствуваат обесправени, бидејќи во оваа држава правдата може да се купи со пари. Според антикорупционерот Воислав Зафировски, колку побрзо се распуштат овие две институции, толку побрзо ќе започнат промените и конечно ќе се врати довербата во судството. Мислам дека онаа народната има голема вистина, дека рибата смрди од главата. И редот е за прв пат во Република Македонија да почнат нештата да се чистат од главата, од врвот. Ќе видите дека има луѓе без доволно судско искуство, луѓе кои буквално од соработнички места влегле во овие највисоки судски инстанции. Колку побрзо се распушти Републичкиот судски совет, колку побрзо се распушти Советот на јавни обвинители, толку ќе ни биде попристапен просторот да се направат реформи во правосудниот систем кои ќе значат квалитетна промена на се она што досега го имавме. 2% доверба во судството само по себе говори за односот на граѓаните кон судската власт. Членови на судскиот и обвинителскиот совет треба да бидат исклучиво луѓе со интегритет и дигнитет, без црна дамка на нивниот професионален лик, а со многу искуство и знаење. Луѓе кои ќе направат се граѓаните повторно да се чувствуваат безбедни, што живеат во општество каде никој нема да му пркоси на законот, каде секој што ќе се огреши ќе одговара, без погодби и без политички влијанија. Единствениот начин да се променат нештата во оваа насока е да се изберат во Републичкиот судски совет луѓе кои ги поминале сите судски инстанции, значи кои имаат акумулирано искуство, кои имаат акумулирано знаење, а зад себе да немаат некоја афера, нешто што го оцрнува нивниот професионален лик. Во таа смисла, ако се изберат луѓе со интегритет, со дигнитет, во тој случај сметам дека политиката и да сака нема да може да врши влијание врз судската власт. Случајот со куќниот притвор за командантот на УЧК кој се гони за воени злосторства, одреден од страна на судијата Пајазит Пајазити, поради што Блерим Рамадани побегна во Косово. Дотолку повеќе ги разгневи експертите и македонската јавност, која уште еднаш се увери во непрофесионалноста на македонските судови. Свежи се сеќавањата и за аферата на земање, подкуп и тргување со влијание, во кои беа вклучени врховниот судија Наке Георгиев и подпредседателот на Советот на јавни обвинители Иџет Мемети. Според Зафировски, Републичкиот судски совет и Советот на јавни обвинители се уште се ретроградните алатки во рацете на рецидивите од минатото.